Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Цветан Трипуновски, министер во владата, министер за земјоделие, водостопанство и шумарство. Добре дојдовте. Благодарам поканата, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Министре, минативе месец-два сте постојана мета на опозицијата. Изнесува еден куп работи кои што како да видиме и да гледаме од која страна паѓаат една по една. Мислам дека и сите работи што ги кажа досега се срушија, но еве, најгласни беа околу ИПАРД програмата, најавија албанско сценарио, најавија дека толку работата Европа веќе не дава пари за македонските земјоделци, сепак испадна уште една голема лага. Па добро, морам да кажам дека опозицијата не се однесува во права смисла како опозиција, наместо да биде конструктивна, да биде коректор на власта, како што очекува и како што треба да биде. Се служи со лаги, манипулации, со дезинформации, со ширење паника и страв, поготово помеѓу земјоделците, кој што спомнавте со ситуацијата со ИПАРД фондовите. Иако тука треба да се напомене дека ние како држава, како власт, работиме да има неселективна правда, односно да има законот да биде подеднако важен и справедлив за сите. И во таа насока и во делот на оно што се случи во платежната агенција, ние како држава мора да напоменеме уште еднашка дека први интервениравме, нашите авторитети, за да се провери што се случувало внатре. Таа комуникација со Брисел, таа кореспонденција и се она проверка што вклучуваше, денес имаме ситуација за помалку од 6 месеци, продолжување на процесот со ИПАРД фондовите, со реализација на ИПАРД програмите. Вито она што загрижува е тоа што опозицијата го искористи тој момент да шири на таква дезинформација, лага, да подкрива паника кај земјоделците, не знам, 130 милиони евра ги изгубивме, готово, крај ќе биде за секторот, сценарио албанско, 3 години нема да ни ги ослободат и така оставка од министерот, катастрофа и така натака. Гледаме дека тоа падна се во вода. Нормално ќе беше во една таква ситуација на одглавен процес и продолжување со активностите да имаат доблес и да излезат не мене, не на владата, барем на земјоделците да им се извинат за она што го направи во овие месеци. Тоа е некое нормално очекување да се случи од опозицијата, немаат доблес како што знаеме и самите и нормално ќе си продолжат со ширење на дезинформации и во другите сектори. Можеме да Љупчо да зборуваме за безброј примери каде што се демаскирани во нивните лаги. Еве да ги посочиме за гледачите за земјоделците кои што беа мета, не случајна мета, бидејќи удираат на сите страни. Мислам дека најмногу удираат во последно време министри на земјоделците. Насочени се, а додека беа на власт, абер немаше нели за нив, но сега многу голем интерес. Да, забораваат дека земјоделците немаат кратко помнење и знаат што во тие 7 години практицирање власт на СДСМ се случуваше во земјоделскиот сектор. И оние политики кои што погрешни политики кои што ги водеа, сразмерно на тоа каква е ситуацијата сега. Гледам дури дека и, не знам, лидерот на опозицијата е пуштен по селата максимално да оди да коментира земјоделски политики на оваа влада, иако има најмало право да коментира на таква состојба. Први, не ја познава материјата, второ, лошо го спремаат во неговиот штаб, човекот го ставаат во една, како да кажам, несигурна зона каде што навистина излегува смешен во тие настапи кои што ги има. Првиот настап беше во Тиквешијата, не знам, коментира состојби со лозарството. Нека ги погледнат самите какви беа цените во нивно време, каква беа состојбата, кој беше родот и така натаму, како беше наводнувањето, каква е денес состојбата. Така да има безброј примери, еве да споменем само неколку. Пример, има едно свечено отварање на браната Конско, навидум завршен проект и така натака, голема инвестиција, да подсетиме почната во времето на ВМРО ДПМН. Со влегување во Министерството 24 година видовме дека сме далеку од пуштање во употреба. Таму има еден пристапен пат кој што треба да се изгради, со една девијација, значи комплетно незавршен процес. Изминативе години и половина тоа го завршивме. Видовме дека има многу безброј нерешени експропријации кои што се важни за делот на пуштањето, односно техничкиот прием на браната. Денеска сме во завршна фаза да го завршиме целиот тој процес и практично ние во наредниве месец и пол до 2 ќе правиме официјално примопредавање со технички прием на оваа брана. Да подсетиме, правиме еден настан со бели шатори, со не знам фанфари и така натака, еве успеале да ја завршат таа капитална инвестиција која што почна во ВМРО ДПМН, на голема лага. После денеска, 2 години вистински ќе отвори. Така е, многу работа, многу труд, многу средства кои што дополнително се вложија. Не знам, едно од лагите успеале да го модернизираат земјоделскиот сектор со кредитот од Светска банка и така натака. Процентот на реализација на овој кредит во
6 месец кога влегов во министерството беше 2%. Некоја папирологија почетна и ништо суштински, ништо тековно. Денес имаме ситуација да имаме изборна компанија која што ќе огради главниот откупен центар во Скопје. Нова локација во општина Струмица, бидејќи претходниот градоначалник до последно се бореше како да не успее откупниот центар во Струмичкиот регион, кој што е важен за раноградинарскиот сектор. Сега имаме таму локална самоуправа која што се однесува државнички. Веднаш е детектирана локација и се работи сериозно на припрема на идејното решение и да влеземе во процес на градба. Втората компонента е реновирањето на управната зграда на платежната агенција, односно дополнителната зграда која што е важна заради акредитација на нови мерка во ИПАР средствата. Имаме избрана компанија која што до крајов на оваа година ќе треба да го има обновено тој објект. Зошто е ова важно? Важно е затоа што еден од условите за акредитација на нови мерки на кои што работи министерството овие 2 години сериозно, поготоа на мерката 6 за рурална инфраструктура, тоа е мерка за појаснување за гледачите за да општините може да бидат корисници на ИПАР средства во делот на инвестиции во руралните средини. Главниот предуслов беше просторните капацитети на платежната агенција. Со ова инвестиција ќе биде отклонета првата или главната пречка за оваа активност. Третата компонента на овој проект е во делот на дигитализација на министерството, односно влегување, внесување на сите активни договори кои што ги има министерството со поднос на склучени договори за земјоделско земјиште. Објавен повик за избор на компании до крајот на годината ќе треба да биде завршено со внесена таа база на податоци во тој систем кој што се креира и дополнителен систем за интегрирање на сите електронски системи кои што има министерството да бидат во еден поврзан систем за да биде повеќе достапно и на другите институции, меѓутоа и на сите оние кои што се од другата страна. Значи можам да кажам сериозен прогрес на оваа компонента. За подсетување, кажува дека има модернизација и така натака, работеле сериозно, уште една лага. Лага е исто така дека има исплатено субвенции, денеска имаме исплаќање субвенции, поготово обештетување на земјоделските површини погодени од природни непогоди. 21, 22, 23 елаборати кои што не поминале на седницата на влада да бидат обештетување, денеска ние тоа го плаќаме и безброј љупчо други ситуации каде што се демаскирани во нивното однесување. Мислам дека нема да се коригира, така ќе продолжат до последно. Како да останат визибилни во јавноста, ќе се служат со клевети, со манипулации, со лаги, со дезинформации и така натака, наместо да покажат една конструктивност како зрела опозиција, меѓутоа тоа говори за тоа какви се они како партија внатре и како мислат да делуваат во наредниот период. Жалам што е така, навистина. Секој функционер, секоја власт посакува, повторувам, да има некој коректив од другата страна кој што ги следи процесот. Исто така треба да имаат и доблест за многуте добри работи кои што ги направивме изминативе 2 години. Ако навистина сака да бидат конструктивни до крајност, да излети да пофалат одредени работи. А многу добри работи се случи изминативе 2 години во делот па и поготово на земјоделските политики кои што ги креираме. Дали се тоа законски решенија, дали се некои мерки кои што се земеле како интервенција, дали се други состојби, треба да бидат доблесни да излезат да кажат дека да, ова е добро за земјоделскиот сектор и за целата ситуација. Напротив, гледаме само една дезинформација, една безидејност во нивното делување, меѓутоа сепак на крајот граѓаните, земјоделците го следат процесот и судат кој е во право, кој навистина делувал спротивно на тие интереси. Не толку одам напред 2 години и вие бевте опозиција, и тоа подолг период, 7 години, токму вие бевте во овој ресор постојано, бевте постојано и на терен. Зошто не го правевте вие ова што тие го прават денес? Зошто не лажевте, бидејќи можеби е полесно да ширите дезинформации, да дигате тензии, манипулации, со тоа ги активирате луѓето, земјоделците, дали тоа е навистина така, пак гледат, иако контраефектот е кога ќе дознаат дека сте лажеле, па работата паѓа доле, но еве, зошто вие не се однесувавте така? Бевте во истата улога 7 години. Неколку примери за нашето однесување во време на опозиција. Во време на опозиција јас бев тој што излегуваше и апелираше и укажуваше на јавноста дека се случува злоупотреби со стоковите резерви, дека има таму некое противзаконско отпишување на дел од количините стокови резерви, дека треба државата да преземе активности да се набавува домашен земјоделски производ за потребите на стокови резерви, наместо да се профитираат фирми кои што увезуваат од надвор пченица, да речеме во случајот, а нашата останува неоткупена. Тоа е конструктивност. Ова се докажува дека ние сме били конструктивни. Зошто? Затоа што сега од практицирање власт веќе се алармираше и се покрена обвинение за злоупотреба со стоковите резерви. Денеска ние како практицирање власт
го работиме тоа што сме го алармирале во време на опозиција, односно изменивме серија на закони, подзаконски акти, обезбедивме средства и веќе државата набавува пченица, па и дополнително оризова арпа како стратешка култура од домашно земјоделско производство. Ние денеска како власт го проверуваме оној случај кој што јас лично алармирав дека во државата влегле во тоа време овош и зеленчук кој што имале надозволено пестициди во својот хемиски состав. За жал дел од документите исчезнале од Агенцијата за храна, меѓутоа таму потрагата продолжува. Ние се што апелиравме во време на опозиција, денеска тоа што можеме да коригираме за нешто што поведуваме постапка, за да, повторувам, законот биде подеднакво важен за сите, поведуваме и кривични постапки. Јас во првите месеци, покрај враќање во нормализиране на состојба на земјоделскиот сектор, проверов и како се работеле согласно индициите кои што ги имавме во време на опозиција. Ние алармиравме за безброј злоупотреби на закони кои што тогашното раководство во министерството, па и во владата во целина, не треба да бидат дозволени, дека тоа е на штета на буџетот, на граѓаните, на секторот и така натака. Така да, она што сега некој ќе треба можеби да понесе одговорност, требало на време да си го стави прсот на чело и да се размисли како работи и да внимава да ги почитува законите, а не денеска да се обидува обидува дека се прави политички монтиран случај и така натака. Така да мислам дека она све што сме биле ние во време на опозиција, денеска гледаме да ги коригираме работите, нормално, свесни. Првата помисла секој утро е да се почитуваат законите. Ако некој закон не е добар, не е во интерес на земјоделците, да го смениме, меѓутоа да го почитуваме, а не да се работи на своја рака и да се делува противзаконски. Дали и она што беше така наречена интерпелација поднесена од еден поранешен министер за земјоделие, сегашен актуелен пратеник, всушност беше еден обид да се биде визибилен, да се биде видлив, исто како што неговиот лидер катадневно излегува на пресконференции во кои што нема вест, нема потреба да излезе, ама постојано го има во јавноста, де таму па ќе отиде на некој телевизии на пенал шутирање и слично во Алфа, не знам зашто не доаѓа, но истото го практикуваат и некои други, го споменавте човекот кој што се соочува со некаква си одговорност, односно сомнение за 800.000 евра. Дали ова всушност, што беше предходеше пред да се фатиме со интерпелацијата, беше начин некој да се покаже, еве тука сум, не ме заборавајте, и после кога ќе дојде одговорноста на ред, да рече, па ова е политички реваншизам, затоа што јас побарав интерпелација, малку е продзина работата, транспарентна, што би рекле. Јас како министер ја добив интерпелацијата која што е потпишена од пратеничката група на СДСМ. Интерпелацијата на страница и половина или две, мислам дека максимум. Толку се измачиле, две страници. Да. Па не дали се измачиле, него користе ги аргументите, толку ставиле на хартија, а и она што е како аргумент за интерпелација не држи. Мислам, повеќе е тоа некој циркус кој што сака да го направат на таа седница на интерпелација. Иначе ја лично едва ја очекувам да се одржи како точка на дневен ред на една од собраниските седници, па да ги изнесам јас моите аргументи согласно и докази, факти, бројки кои што ги имаме како држава и нормално реални проекти, а да ги демаскираме нивните обвинувања. Половина или 2/3 од таа интерпелација е повеќе политиканство него суштина. Меѓу другото и делот наводите со ИПАР средствата им паднаа во вода, бидејќи Брисел, како што споменав, прати еден допис, дека е одглавен процесот и така натака, се заблагодарија уште еднашка на брзата интервенција на нас како држава, што е многу различно, Љупчо, треба да се спомене во времето на СДСМ. Кога ќе се случеше некој криминал или кога државата алармираше или народот пред се алармираше за одреден криминал, па тука ќе имаше притисок од јавноста, па од медиуми, па и така натака и така, па тогаш можеби ќе се отвореше. Целата реакција на тогашната власт е како некого да сокријат од одговорност, да заштитат од одговорност и он да биде како дел од екипата. Рашковски, Димова, Мухи, безброј случаи. Се сеќам, вие правевте 30-100 пресконференции, јавноста притискаше, тие свирка и на тоа уво спија, нели, нема проблем. Се додека не станеше притисокот премногу голем, а претпоставам и некој од амбасадите ќе му удеше некоја шлаканица и тогаш нешто ќе се па ќе почне импровизација. И тоа траја процесите по не знам колку месеци. За разлика од сега, секој кој што ќе се згреши пред законот и ќе работи против законите, ќе одговара независно дали е актуелен или поранешен функционер во делот на државните структури.
Така да оваа интерпелација е повеќе да се направи циркус, еве они се тука, нели, како визибилност да покажат, се они се грижат за земјоделците и така натака, пак имаат, не знам, дел од аргументите им се покри и средствата кои што кажав се демаскирани во делот на погрешни политики. Замислете, СДСМ збори за погрешни политики. Мислам, да не е смешно би било трагично. Вика, фати го крадец. Така е. Значи, безброј ситуации каде што имаат погрешни политики на кои што ние сме алармирале. Меѓутоа, како што споменав, ја чекам интерпелацијата, ќе ги судриме аргументите, јавноста нека суди и покрај таа седница и нормално во онаа фактичка состојба која што ја имаме денеска на терен, а дел од работите за кои што денеска се уште се обидуваме за да ги нормализираме работите, се токму виновни они. Да не се навраќаме за колабирани институции, упропастен буџет, презадолжена држава, недонесени закони, закочени процеси и така натака. Па еве, не знам само како ќе го бранат моментот, да речеме, тогашниот министер, сега прв подпиша на интерпелацијата и нормално сите позади него, како ќе го бранат моментот што кредит земен од Германската банка 2019 година, над 80 милиони евра за обнова на системите за наводнување, до денот на донесување, односно промената на власта, 24 година, не беше формирана ниту проектната единица за реализација на тие средства. А при тоа, државата над 2 милиони евра има платено пари по основ на неповлечени средства од кредитот кој што го земала државата. Па за 2 милиони евра ние можеме да купиме, не знам, неколку амбулантски возила, да изградиме една градинка, да направиме систем за наводнување и така натака, пумпна станица некаде, значи пари кои што ќе можеме да ги потрошиме наменски да имаат некој ефект. Толку биле они заинтересирани во делот на ревносно водење на процесите и во интерес на државата. Еве, ме интересира како ќе го објаснат тој момент. Зошто министерот Николовски, сите кои што биле измеѓу период, пошто нели се ротираа малку, Лјупчо беше антикорупционер, па Трајан дојде да му чува столчето, па се сменија и така натака. Значи, како ќе го објаснат моментот дека преспале 5 години од својот мандат во делот на нереализирани активности. Така да не се повторувам, тука сум јас расположен, спремен во секое време, кога сака председателот нека закаже седницата, јас сум тука, ако треба и сакам цел ден да трае таа интерпелација, да не се повлечат на првите час и половина, 2, да ги судриме аргументите, копијата да ги судриме метафорички, да видиме кој лаже, а кој манипулира со јавност. Во делот на она што го спомнавте со овој процес кој што сега се случува, споменав дека моја обврска како функционер кој што дошол по промената на власта и нормално некој после мене кој што ќе дојде да направи некаква проверка ако има индиции, бидејќи имавме многу индиции во време на опозиција, многу свиркачи се охрабрија и доставија дел од документација до нас како опозиција и така натака. Нормално е со промена на власта кој ќе имате добир со документација, со процеси да проверите. Информира во јавноста неколку пати, дури повикував до тогашното јавно обвинителство да покренат случај за наводните злоупотреби, кои што се не реваншизам за некој претходен мој, него заради тоа што имало докази, аргументи, прекршување на законот да се поведе одговорност. Таков и еден од случаите кои што се поднеси и овој за кој што денеска слушам дека некој бил повикан на информативен разговор, даде исказ зашто тоа се случувало. Претпоставувам дека се работи за предметот со заобиколување на платежната агенција, односно системот за исплата и доделување на грантови од државата. Во интерес на вистината и вака едно мало подсетување, се работи за предмет каде што министерот во тоа време го заобиколил системот на доделување грантови, иначе вака да биде појасна работата, државата има посебна институција, тоа е платежната агенција, која што е реализатор на програмите кои што ги носи министерството, односно има посебен систем на објави, аплицирање, доделување, следливост, контрола на тоа што се доделува и така натака, за да се има евентуален поврат ако некој направил злоупотреба. Овдека министерот се ставил над законот, се формирал своја една комисија во рамки на министерството и поделил грантови на апликанти од другата страна. И ги довел луѓето во заблуда. Значи, заблудата е дека он се поставил над законот и на една своја комисија си дели средства на кого сака и како сака, без притоа да има следливост и контрола, без притоа да има мерливост кој колку треба да доби, дали инвестицијата му е оправдана. Денеска го читам неговиот статус, се обидува да сврти темата дека имало отворено мали винари, семени, бизнис и така натака. Се е тоа во ред кога има отварање на некој таков бизнис. Меѓутоа постапката и злоупотребата со буџетот е далеку од законитост. Значи има едно сериозно прекршување.
Алармирав и во јавноста дека дел од комисијата бил еден поранешен близок нив со партиец, член на политичка, односно комисија во самата политичка партија, така да моментот за субјективизам бил многу голем. Да заобиколите таква една институција која што има механизам да распределува средства, да се ставите во улога на вие биете креатори, да вие делите средства на кого сакате, навистина е противзаконски. 800.000 евра на само. Така е, над 800.000 евра и денеска во овие 2 години практицирање власт, тогашниот министер, сегашен пратеник, се обидува да наметне во јавноста дека министерот ги укинал тие програми. Не е точно. Ние минатата година само ги вративме во делот како треба да се функционира. Односно, преку платежната агенција беа објавени точно јавни повици за распределување на средства за кофинансирање на вакви инвестиции, меѓутоа во склад на законот и процедурите. Преку платежна агенција, јавен повик, апликации, следливост и така натака. Не со посебна комисија во министерството, меѓутоа требало да мисли министерот во тоа време како работи, тие што го советувале околу него. Тука нема изговор дали било нешто намерно или ненамерно, сепак треба да се отвараат очите и многу внимателно да се работи. Практично тоа е главната улога на еден функционер, да го менаџира ресорот, да внима како се работи и нормално да преземе одговорност ако сгрешил. Така да наместо сега да се обидува да се вади, треба да си подготви добро образложение зашто тоа го направил пред институциите кои што го повикуваат на разговор. Министре, зошто вие се откажавте од таа можност да изигравате еден спахија и да делите кому како сакате? Искрено за вас, така барем гледаат луѓето од страна, би било многу подобро вие да си делите како што сакате. Зошто ги вративте работите во институциите, во рамките на институциите, во рамките на законот и процесот како што треба да се Лјупчо, не се работи дали ја сакам или не сакам. Так. Се работи како треба да се работи. Значи има правила на игра кои што треба се почитуваат. Тука не е право на избор на функционерот да он се става над сите и да изиграва голем функционер и да биде него важен во државата. Не, напротив, треба да се почитуваат законите. Так. Значи ние како држава изминатите 7 години кои што беше СДСМ на власт, го дерогира системот. Значи го разрушија системот од оно што е граден како држава. Функционерот е менлива позиција. Денес си, утре нема да бидеш, меѓутоа системот треба да биде тој кој што е воспоставен, да се почитува, а нормално па и секој кој што се обидел да го заобиколи да има одговорност. Сепак едно од работите кои што важат во европското семејство е почитување на правото и законите. Така да не е мој личен избор дали ја сакам или не сакам, него се работи дали треба да се почитуваат или некој ќе се обиде да работи спротивно тоа. А нормално, ако некој закон не е добар во интерес на категоријата која што застапуваме, сепак тие закони се носат да се направи некој процес да се раздвижи, да се подобри состојбата, економската стабилност во државата, па и нормално секторот кој што го застапувам, да биде изменет во интерес на граѓаните кои што го користат или имаат бенефит тој закон, не во интерес на тој што го менеџира министерството или независно која институција. Така да правото на избор кој како треба да работи, мислам дека е напишано во една категорија на документ што се вика закон, независно за која област се работи. Човекот кој што ви ја поднесува иницијативата е добро познат во јавноста по неголемиот успех кога успеа да заплени, не знам колку килограми беа точно, ама не беа толку многу килограми путер и при тоа го доби прекарот кој што го доби, но настрана на тоа имиџот негов е таков, нели, кредибилитетот е таков. Зборуваме за интерпелација која што е утопија од самиот старт. Искрено јас имам многу против овој институт или како што го нарекуваат, нели, интерпелација. Ако одите на интерпелација, при тоа знаете дека немате мнозинство да го направите тоа како што е во овој случај. СДСМ има 18, Минис Зајкова има 17 пратеника и партија поднесува интерпелација со 17 пратеника, малку е тоа од самиот почеток, нели, ќорфишек, што би се рекло. Но еве, и покрај тоа имаме човек кој што сега правоподпишаниот, како што кажувате, кој што има уште една афера, тоа е една од аферите, да не се лажеме, има уште многу кои што беа кажувани во рамките на додека бевте опозиција. Ова е една која што излегува сега на виделина, тешка 800.000 евра, настрана путерот нека биде, ајде, настрана утопијата и тоа ќе биде само џавкање, кутрињата лаат, карвано си врви, но да, ќе им одговорите, ќе им кажете се, но сепак зборуваме за човек со таков имидж и кредибилитет. Па добро, сега не би сакал цела емисија да потрошиме за претходната власт и за тогашниот министер. Мислам дека сите процеси се повеќе од јасни. Во времето со тогашниот негов лидер кој што требаше железни опенци да носи дека ќе се подобрала државата во тоа време, требало да мислат тогаш. Сега ние сме фокусирани на раст на секторот, на подобрување состојбите, на консолидација на ресорот и така натака. Тоа што сум готил како злоупотреби е поднесено како пријава, тука не застануваме.
продолжуваме во делот на тековната работа и да следиме согласно оние попатни работи кои што ги дознаваме. Нормално се поднесуваат нови пријави. Тако беше и последниот случај каде што, еве да го споделам, имавме докази дека е распределено земјоделско земјиште на луѓе кои што се постари од 40 години, а се воделе како категорија под 40 години. Зошто е ова важно? Затоа што ако сте под 40 години, сте ослободени 3 години од плаќање за купнина и имате предност при добивањето на земјиштето. И замислете, добива некој си корисник земјоделско земјиште кое што 3 години не плаќа на државата, збориме за поголема површина, не збориме за мала површина, ослободен од закупнина, добил земјиште кое што не требало да го добие, можеби некој друг вистински ќе го добие. Овој кој што го добил, го гледам по социјалните мрежи, е близок со еден поранешен градоначалник од редовите на СДСМ, кој што беше дел од извршната тело на нивната партија. Значи, многу голема политичка субјективност во делот на распределбата и нормално и за тоа има пријава да објасни тогашниот министер и сите тие кои што биле вклучени, зошто одлучиле таква една одлука да се случи. Некој ќе каже се изолиран случај така натака, меѓутоа ако земете дека за тие 3 години требало да се уплатат над 70-80 илјади евра постов на закупнина, тоа е сепак директна штета врз буџетот. И треба некој да каже зошто тоа го направил. Да не се крие позади комисија, да не се крие позади процедури, сепак е министерот тој што треба да ги знае сите процеси. Така да се фокусираме на она што значи актуелна состојба во ресорот. Да. Опозицијата нека продолжи да биде така како што се однесува, затоа и наредниот изборен процес кога и да бидат. Сега се не знам во 3-4 реда сместени, може ќе бидат во првите 2 евентуално сместени, затоа што навистина не сваќаат дека треба да се реорганизираат, малку да се освестат во делот на тоа како треба да делуваат. Мада гледаме дека тие кои што ги наследуваат понешните функциони се со слична матрица како и они, меѓутоа, еве, тука да го затвориме делот со опозицијата, јасно е, се служат со манипулации и со лаги, тоа граѓаните го гледат, ние сме фокусирани како да ја вратиме државата на вистинската траекторија, како секторот да го подобриме, како овие 2 години веќе покажуваме резултати, се уште имаме последици од нивното владење, не се откажуваме во секој случај, меѓутоа фокусирање и трошиме енергија на тоа што треба се сработи за подобра иднина на сите граѓани. Интерпелацијата со една реченица нека дојде, едва чекам, ќе се судриме со аргументите. Многумина се обидуваат да ги опарат, но доаѓа она контра, го кажа тогаш, заед на човек насила може да му земеш, но не можеш да му дадеш, така што мислам дека не прифаќаат ништо, како што велите да преминеме на реалните вистински теми, доста за оние со лагите што беа поврзани нивни, но еве, секојдневно сте на терен, буквално и сега доаѓате, скоро што се вика, од терен, утре одите пак, не застанувате, не ве предомисли, не ве уплаши ова интерпелацијата, нешто? Не, апсолутно, ниту ми одзема енергија, ниту ме дефокусира, напротив, можеби се кажи дека ме мотивира дополнително. Да, Љупчо, ние на половина од мандатот, без да има предизбори, без да има кампања, без да има некакви случувања политички, одлучивме како министерство, како ресор да се спуштиме директно сите институции на терен, иако овие 2 години постојано го следиме ресорот и сме постојано во комуникација директна со земјоделците, дали во министерството, дали на терен. Меѓутоа оваа кампања која што ја најавивме веќе може да кажеме на половина од реализацијата, малку повеќе од половина. 2 големи тима со 30 големи трибини. До сега се одржани некаде 17 трибини вкупно. Остануваат уште некои 13 кои што треба да се завршат до крајов на овој месец и 6 до 7 помали тимови кои што посетуваат по 2 до 3 населени места индивидуално зависно во делот на овие општини или во некои други територии, односно помали општини кои што немаат потреба од големи трибини да не ги малтретираме луѓето. Учествуваат речиси сите институции кои што се во рамки на министерството, кои што гравитираат од Агенцијата за храна, Инспекторатот, Платежната агенција, Управата за водостопанство, Акционерското друштво АД Водостопанство, генералниот директор, Национални шуми, во делот на фитосанитарната управа и така натака. Значи сите институции поделени подеднакво, спушти на терен во една директна комуникација. Ова кампања е чисто да се презентираат оние сработени работи кои што се изминативе 2 години, да се каже што е она министерството што планира да го сработи во наредниот период, да се собере една навигација повратна од нормално од земјоделците,
да се појаснат некои новини кои што ги воведе Министерството пред се во програмата за директни плаќања 26-та година, затоа што некако и тука опозицијата се обиде да изманипулира со земјоделците, ќе се скратат ситните земјоделци, нема да земаат субвенции, државата води погрешни политики, ова ли се добрите политики и така натака. На овие трибини тоа го појаснуваме и многу од работите стануваат кристално јасни, иако се обидувам на секој настап да потенцирам зошто се прави тоа. Кратко само веќе искористам приликата. Програмата е донесена со цел да се зголеми земјоделското производство. Никој нема да остане без субвенции. Даваме периоден од 2 години каде што ќе треба да се зголеми секој капацитет. Она што е есенцијално во оваа измена на програмата е условеност со 30% минимум 30% докажување на производство во делот на земјоделскиот сектор, затоа што досега таа условеност не постоеше. Имаме корисници на земјоделско земјиште кои што не го обработуваат, земаат субвенции од државата. Имаме ситуации каде што некој земјоделец користи под закуп земјоделско земјиште од некој друг сограѓанин кој што нема никаков договор. Овој кој што седи дома зима субвенции, кој што работи плаќа закупнина, не користи субвенции. Имаме многу злоупотреби со земјоделското земјиште. Земено земјоделско земјиште не се обработува, се земаат субвенции, само така се ужива тој благодет. Сериозна сума на средства се одлевале од програмата за директни плаќања кон овие кои што се неземјоделци, односно кои што не учествуваат во процесот. Токму ова сакаме да го консолидира секторот, односно парите да завршуваат на жирос сметки кај вистинските земјоделци, нема да отидат во некој друг ресор, напротив, ќе има повеќе за оние кои што навистина учествуваат. И ова кој што ги имаме како сознание овие 2 години, дека има вакви злоупотреби, не треба да го премолчиме. Затоа велиме дека правиме новина каде што парите ќе завршуваат на вистинската адреса, а оние кои што досега биле уживатели на овие средства може би беа најгласни во јавноста, така да на дел од трибините или на секоја трибина едно од точките појаснување на оваа програма. Нормално во вториот дел на самите трибини имаме и постување на лични прашања, лични проблеми, сугестии и така натака, кои што ние како министерство ги агрегираме да бидат патоказ во наредниот период. И ова е една практика која што ќе продолжи во наредниот период. Жалам што никој претходно не се охрабрил вака да се појде на една ваква директна комуникација. Никогаш не е страшно да слушате некоја критика и некој укажување кое што сепак треба да биде, нели, момент да се коригираат некои работи, можеби некогаш се греши во чекори, кога се работи многу може да се случи некаква грешка, меѓутоа есенцијата е да презентираме, да појасниме и нормално да собереме повратна информација во која насока треба да се движиме, затоа што сепак овие услови за производство на храна во ова глобална тенденција на недостаток на храна треба да ги искористиме паметно, мудро и да профитираме од таа ситуација, затоа што нормално зголемен извоз на земјоделски производи повеќе девизен прилив за самите земјоделци, за државата и раздвижување на економијата. Така да речесме на повеќе од половина на оваа кампања до крајот на месецот ќе согласно, нели, мораме да комбинираме со работните обврски во институциите, да не трпи процесот, меѓутоа да завршиме согласно ветувањето кое што сме го дале пред самите земјоделци кои што не очекуваат на оние места кај што не сме биле. Задоволни сте од посетеноста, интересот од комуникацијата, бидејќи пак таа истата опозиција ги нарекува партиски собиранки. Знаете на Сирџиското што нон-стоп си го тераат. Не. Да. Еве на последната трибина која што ја одржав во Ресен, во општинската сала, големата општинска сала, внатре имаше преку 200 луѓе. Мислам може да видите од сликите кои што ги објавувам, а нормално и на ваквите она што сакав да го потенцирам, секоја трибина, најмалку 2 дена пред одржувањето, ја информирам јавност и на социјалните медиуми до известување до медиумите за нивна посетеност, како што е утрешната посета во Вландоскиот регион на 2 населени места кои што ги имам објавено дека ќе бидам таму присутен. Така да ништо не е тајно, ништо не е скришно, не е публиката одбрана. Па и на последната трибина во општина Ресен имаше луѓе кои што се припадници на други политички партии, мене тоа не ме интересира. Так. За мене е важно секој кој што сака да дојде е добре дојден, да си постави прашање, да укаже нешто, да искритикува ако е нешто за критикување, тука сме да одговориме на сите тие прашања. Така да заради тоа што има голема посетеност на ваквите трибини, мислам дека тоа нив повеќе ги плаши како опозиција. Сега Цветан тргна по терен и тука ги собира луѓево, комуницира и така натака. Нив за тоа можеби е поголема загриженост, бидејќи нивните посети кои што ги прават се посетени со 2, 3 или 5 луѓе кои што па на некој начин може и се приморени да дојдат на тие нивни средби.
Зборувавте за измените околу субвенциите во сточарството, имаше интересни измени, исто реагираа, но повторно е приказката мотивирање за зголемување на бројот на грлата, еве токму за кравите и се бидејќи сега се случува и некој што има една-две крави да добива субвенции и слично, што не е баш логично, тоа е повеќе за, што би рекле, домашна употреба отколку нели за Лјупчо, ние во делот и на сточарството и на делот на појаделските култури и во делот на овоштарството и лозарството го подкрепуваме прагот на минимални корисни површини кои што треба да бидете корисник на субвенции. Меѓутоа даваме период од 26-27 како преоден период. Тука е важно дека во овој процес не сме сами и не носиме декларативно, односно да биде со ултиматум нова програма која што морате да ја спроведете, него и помагаме како држава. Во оваа година, во програмата за 26-та година, државата директно помага на сите кои што ќе набават сертифициран саден материјал, односно ќе кофинансираме набавка на таков материјал, сите оние кои што ќе подигнат нови насади. Значи нема да ги оставиме сами во процесот, него ќе помогнеме. Втората помош е имавме два јавни повика за распределба на земјоделско земјиште, сега спремаме трет повик кој што ќе излезе наредниот период, да преостанатото слободно земјоделско земјиште го ставиме во функција на земјоделците. Сите оние кои што сакаат, имаат желба, а немаат ресурс, нива, ставаме можност да го имаат како показател. Второ, во делот на сточарството, да, ние мораме да работиме на зголемена продукција. Ние сме увозно зависни, нели, има и увоз на млеко, на месо и така натака. Сакаме да го зголемиме секторот, да имаме поголема продукција, не само за домашните потреби, нормално и за извоз од нашите граници. И оној хоби програм Една крава се обидуваме заедно да идеме со зголемување на овој праг на минимум 3 крави и тука ќе продолжиме со кофинансирање за набавка на педигриран добиток, увозен добиток кој што ќе значи зголемена продукција на млеко, на месо ако се работи за месо и така натака. Значи гледаме некако визионерски да го канализираме и да го трасираме патот по кој што треба да се движи не само јас како министер, него секој нареден кој што ќе дојде, бидејќи навистина зголемувањето на капацитетите е неминовно. Ние мораме, повторувам, да го искористиме овој глобален проблем со недостаток на здрава храна, кој што како држава треба да го искористиме за да нормално имаме профит од целата таа ситуација и затоа ги усмеруваме земјоделците да бидат со зголемени капацитети. Исто така во програмата е новина, воведовме посебна мерка каде што кофинансираме на сертификација за Global Gas системите, сертификатите се извинувам. Тоа е еден од основните сертификати за учество на меѓународен пазар. Знаете дека Lidl влегува во Македонија, ќе дојде време кога ќе треба да откупува или да пласира наши производи не само за маркетите кои што ќе бидат во нашата држава, но и како излезна порта за надвор од нашите граници. И еден од предусловите да го имате овој сертификат, затоа уште оваа година веќе влегуваме да ги помогнеме сите оние земјоделци бидејќи се работи за малку поскап сертификат кој што чини како документ кој што треба да го добиеме. Така да во тој дел сме некако насочени да зголемиме продукцијата, не е ништо страшно, сепак овие мерки кои што се донесени врз база на анализа и така натака, значи не е нешто затворено во 4 врати и ваквата програма безброј пати ја комунициравме со земјоделските здруженија, дали во министерството, дали надвор од министерството, подсекторските групи, факултетите од областа, па дури и меѓународни експерти беа вклучени во делот на креирање на овие политики, се со цел да не направиме грешка во чекори. Имаме уште теми. За отворање ќе зборуваме и за водостопанството кое што беше катастрофално третирано во минатата влада. Ќе зборуваме за она што не очекува во 2026-та. Со нас е министерот Трипуновски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот за земјоделие, водостопанство и шумарство Цветан Трипуновски. Зборувавме да многу теми. Најавивме една, се вика водостопанство, сектор кој што беше катастрофално запоставен во минатиот дел од владењето на она 2017-2024 година. Проблемите со иригационите системи, кажавте и сами, кредити кои што се милионски и биле добиени, воопшто не се ни искористени, плаќани биле пенали. Како стоиме сега со овој сектор? Па добро, да, констатацијата е таа дека имаше една девастација на системите, значи нема никаков во тој дел инвестиции ниту подобрување. Денеска се обидуваме да го консолидираме тој важен сегмент, бидејќи водостопанството е многу битна. Есенцијален, без вода нема. Без вода не може да се надеваме на квантитет, на квалитет и така натака, а воопшто некош и на производство во некои од културите.
со сите потешкоти кои што ги наследивме од делот на неисплатени плати, долгови, блокирани сметки и така натака, денес АД водостопанство функционира непречено, значи со редовна динамика. На 15 април започне сезоната за наводнување. Сега конкретно се почнате процесот на сејдбата на оризовата арпа, односно оризот како култура. Таму динамиката е во една солидна состојба, значи согласно оној оптимален рок за сејдба, се поплавуваат нивите, односно да заврши сејдбата во еден оптимален рок, иако минатата година наследивме едни акумулации кои што беа речиси празни. Не знам зашто сегашната опозиција, тогашната власт намерно некако ги испушташе акумулациите за да нели имаме ние повеќе проблеми. Денеска состојбата со водостојот е на исклучително добро ниво. АД водостопанство е консолидирано. Пуштена е водата во тие делови кај што треба да има системи, односно да се користи како наводнување. Нормално покрај Кочани сега се работи во делот на Свети Николи на Лозово и во делот на лозарството во Тиквешијата. Дел од каналската мрежа која што беше навистина уништена се санираше. Дел од пумпните станици се обновени, набавени се резервни делови за во текот на сезоната да има навремена сервисирање на тие обврски. Има уште многу да се сработи, не викам дека се е сработено. Нешто што повеќе од 10 години не е ставено во функција, навистина невозможно за 2 години да се врати, меѓутоа работиме дел по дел на враќање, односно обнова на овие системи. Споменав на почетокот за она што значи неискористен кредит од германската банка над 80 милиони евра. Таму имаме ситуација да е формирана проектната единица и не само што е формирана, имаме фаза да веќе оваа година ќе имаме можеби камен темелник, односно отпрашување со изведбени активности на два од системите кои што предвидува грантот, односно во делот на пепелиште и страиште. Тоа е проширување на таа систем за наводнување. Нормално со помош на Европската унија користиме еден град за изградба на два мали системи за наводнување во Сопот и во Новаци, каде што државата има одреден дел на кофинансирање, каде што овие мали системи ќе бидат ставени на располагање на земјоделските задруги кои што ќе бидат корисници во овој дел. Така да во делот на снабдувањето со вода ќе биде навистина приоритет и на управата и на АД водостопанство и нормално на Министерството и владата, затоа што навистина важен е ресурсот, треба да стигне навремено и не само навремено, треба да има доволна количина на вода, затоа што некогаш кога има недостаток, исто како да ја нема. Така да во тој дел сме фокусирани на обнова на овие системи, санација на постоечките и така натака. Покрај оние проекти кои што ги наследивме од времето кога ВМРО ДПОН ги има воспоставено, не знам, системот Равен Речица и така натака, кој што овие 7-8 години некако го преспал тој период. Сега сме во фаза да имаме над 90% реализација, ќе се обидеме да го завршиме час поскоро. Така да еден сериозен приоритет и активност во делот на наводнителната сезона која што е во престојниот период. Нормално, љупчо предизвиците се големи, климатските промени го прават своето, с големи температури и сушни периоди, меѓутоа добро што акумулациите се полни со вода, речиси на прелив, така да ќе можеме да го менаџираме процесот малку поспокојно. Слушнав и дека за промена земале плата и вработените во АД водостопанство. Па да, редовно се сервисира платата во делот на вработените. Тоа е еден од стимулите каде што треба да ги стимулирате луѓето да ги изведуваат своите активности. Па, на жалост така беше. Значи имавме таму 4 до 5 плати кои што не беа исплатени, луѓе кои што немаат здравствено, пензиско осигурување и така натака со лични проблеми. Веднаш по интервенција на премиерот и владата се обезбедија средства и за АД водостопанство и за јавното предпријатие Национални шуми, каде што ќе треба да се сервисират и да нели почне во една тековно сервисирање на обврските кои што ги имаат. Какви се очекувањата за приносите, министре? Дали и природата тука игра голема улога? Секако, но какви се очекувањата и прогнозите сега за сега? Минатата година бележевме раз во делот на продукцијата на земјоделски производ и не само за како продукција, него во делот на извозот. Она што го имаше статистиката, Државниот завод за статистика е дека имаме бележење на растот за извоз на некаде над 5% и по кварталите производство на земјоделски производ. Оваа година имаме една ситуација да имаме мразиви во почетокот на овој месец, каде што согласно првите информации кои што стигаат од терен, зависно од регионот, имаме сериозно штетување на земјоделските површини, пред се во делот на лозарството и воштарството.
овие минусни температури направива штети во делот источниот дел на нашата држава, во делот на производството на слива, значи Берово, Пекчево и Делчево. Во делот на Ресенскиот регион и таму има измрзнување на јаболковите насади. Во делот на Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Градско, Росоман, во делот на Праската, Кајсијата и на лозовиот насад. Значи, се уште ги очекувам првите информации да стигнат согласно проценките кои што ќе ги прават комисиите на терен. Таква е процедурата, значи општината формира комисија. Во тие комисии учествуваат и представници од подрачните единици на Министерството како стручни лица. Согласно таа анализа која што ќе добиеме, ќе имаме на поточна бројка, меѓутоа сигурно ќе направи удар врз производството на овие земјоделски култури кои што се покрај за домашно употреба и извозно ориентирани, а ќе значи помала продукција во делот на таа земјоделска култура, меѓутоа тоа што не можеме да се бориме против таа виша сила, она што е во рамки на нашите можности сигурно е направено све што треба, меѓутоа еве да поминат тие комисии ќе видиме како ќе биде во делот на овие земјоделски култури, во делот на останатите градинарското производство, веќе сме во завршна фаза со откуп на пролетната зелка. Оваа година, пак ќе споменам, имаше мало поместување, топел беше месец април, порано стигна зелката како култура во делот на зрењето, спојувањето на католичкиот и православниот Великден неработни денови, и тоа успешно сметам дека се изменеджира процесот. Во споредба со 25-та година до сега имаме некои 8 до 9 милиони килограми повеќе производство на оваа земјоделска култура од минатата година. Се надевам дека покрај оние осцилации во делот на завршување на цената ќе заврши со една откупна цена која што ќе значи задоволство. И ако се земе просекот на целиот откупен период, сигурно ќе биде сличен или можеби повисок од минатата година. Во тек и откупот на младиот компир во Струмичкиот регион. Таму процесот тече со една добра динамика и таму имаме најава за зголемено производство, што значи дека минатата година била доволно стимулативна да имаме зголемено производство, што нас не радува како институција. Нормално ние ќе помогнеме во делот на спроведување на законите да се почитува страна од купувачите, во делот на изводот да помогнеме во рамките на нашите можности и да го закружиме тој процес, така да оваа година во делот на производството очекувам да во оние култури кај што немаме штета од пролетните мразеви, да имаме зголемена продукција и да се бориме во делот на да биде поуспешна година од 25-та година. Се наоѓаме во средината на вториот квартал, но еве што да очекуваме во 2026 година на полето на земјоделието, водостопанството и шумарството? Па мислам дека оваа година ќе биде доста со активности кои што ќе бидат видливи за јавност, иако можеби овие 2 години потрошиме повеќе административно да се сработат некои од активностите. Ќе имаме камен темелник на новата платформа за пласман на земјоделските производи овдека во Скопје, нешто што нашата држава заслужува да го има. Значи 2 големи објекти за продажба на земјоделски производи со магазински простор, со простор за калибрација, со изложен простор, со делови за фитосанитарна контрола, пристапни рампи, значи она што ќе значи една порта во делот на извозот на нашите производи, дали за домашниот пазар или за извоз. Тоа ќе се случи во текот на оваа година, камен темелник, изработата ќе биде до крајот на идната година. Ставање на од почеток со работа во делот на системите за наводнување, како што спомнав, во делот на проектот од Германската банка, во делот на носењето на нови закони кои што ќе значат нови правила на игра во делот на регулација на пласман, откуп на земјоделски производи, олеснување многу процедури во делот на земјоделското производство, во делот на шумарството, нормално јавното претпријатие ќе работи во делот на обезбедување на дрвна маса за есенскиот период да дочекаме спремни, односно да имаме доволно дрва за оние кои што го користат дрвото како енергенс за загревање и серија на активности кои што ќе значи консолидација на целиот овој сектор, споменав и водостопанството како приоритет. Едноставно тоа што е навистина есенцијално во наредниот период да биде канализирано како што треба и да ги дочекаме и да задржат временските услови и жетвата да дојде и да заврши без природни непогоди, односно да имаме доволно количина на пченица, јачмен како една од поважните култури, во делот на лозарството покрај овие штети да имаме нормално собирање на преостанатиот род, во делот на тутунопроизводството на есен, во делот на останатите култури, така да сме фокусирани заедно со инспекторатот и останатите институции да го следиме процесот, да се почитува законот и земјоделците да имаат една стабилност дека има некој кој што го следи процесот, да не биде како до сега оставени сами на себе. Благодарам, што бевте мој гост. Благодарам и на вас, се обидов да
појасниме повеќе о темите, меѓутоа ако нешто остана нејасно, во некоја наредна прилика тука сме да разговараме за овие теми. Секако. Ми беше чест. Благодарам и на вам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.